Конечно пристигнавме пред портите на Хозевитскиот манастир. Во областа владеќе од источно од градот Јерихон, а наспроти Мртвото море, у јудејската пустина како бисер блиска манастирот посветен на Свети Ѓорѓи Хозевит. Пешачкиот мост го спојува преку клисурата со патот, а за да се стигне до него потребно е многу пешачење по стрмнини и угодници, и од таа причина посетата на манастирот се смета како мало подвижништво. Секој поклоник верувам дека толку ќе го чувствува благословот да вкуси телесен подвиг, но импресиите од глетката која впиваш во сите сетила, импресиониран од суровоста и величественоста со која се открива клисурата, напоена со потокот Хворат, кој милосливо го разеленува просторот, гаснејќи ја жетта која пустината ја предизвикува во нас. Манастирот е еден од најстарите манастири во Палестина, но неговата историја датира уште од 910 година пред нашата ера, кога Свети Илија по Божја промисла се населил да живее во една од многобројните пештери во клисурата. Бог сакал да го заштити неговиот живот од царот Акав и неговата злобна жена Језавела, кои биле незнабожци и верувале во идоли и сакале да го убијат Свети пророк Илија, кој го проповедал и учел народот да верува во единиот Бог. А за да преживее, Гавран секој ден наутро и навечер во пештерата му носел парче лепи месо, а вода пиел од зидовите на пештерата. Во истата пештера престојувал и таткото на Пресвета Богородица, Свети Јоаким, кој 40 дена и ноќи се молел во пост и молитва за бездетноста која што цел живот ги пратела. И Бог милостив ги услишал и неговите и молитвите на Света Ана, и за година дена се раѓа Пресвета Богородица, која, бидејќи била ветена, на третата година била предадена во црквата да живее. Они двајца го продолжуваат својот живот во манастирот Хозевит. Култот и верувањето дека тука живеел Свети пророк Илија и по Евангелието на Свети апостол Евангелист Лука, Свети Јован Крстител тука го проповедал Евангелието и крштевал со вода од реката, предизвикало желба кај многу подвижници да дојдат, да се вселат во природните пештери на клисурата и да останат тука да живеат. На тој начин започнале првите почетоци на монашко живење. 480 година доаѓа и монахот Свети Јован Чудотворец Хозевит, кој покасно станува епископ на Кесарија и покрај желбата за аскетство сепак го започнува својот труд во изградба на манастирот. Ја гради главната црква посветена на рождество на Пресвета Богородица и откако го формирал манастирскиот комплекс, се повлекува повторно во испослиштво и аскетски живот и мирно го завршува својот живот. Во 5. век, по Божја промисла и волја на Пресвета Богородица Хозевитска, Свети Ѓорѓи Хозевит доаѓа најнапред во Ерусалим после смртта на неговите родители, иначе потеклото му е од едно мало село на Кипар. И најнапред желбата за монаштво ја исполнува во лаврата на неговиот брат Каламон, каде што тој е монах, но го продолжува по Божја промисла во Хозевитскиот манастир, каде што и останува. Тука се подвизува како голем аскет, подвижник, но и градител, помогнал во доизградба и формирање на Хозевитската монашка обител и конаци и мирно го завршува својот живот. Зачувано е неговото житие, кое сведочи за многу чудесни дела на исцеление, дури воскреснувал мртви. 614 година, со доаѓањето на персијанците,
го уништуваат манастирот, ги убиваат 14 монаси кои го чувале манастирот. Истата година убиени се и монасите од лаврата на Свети Сава Осветен, а патриархот Захарije е одведен во робство. При тоа одведуваат во робство и многу христијани, украдени се многу драгоценности. Монасите од Хозевицкиот манастир се убиени за време на Страстната седмица, а нивните мошти се пронајдени во понови времења и денес се наоѓаат во главната црква посветена на рождество на Пресвета Богородица. После опустошувањето на монаштвото во Палестина, долго време не се знаело ништо за манастирот, дури 12 век крсташите со своето доаѓање започнале да го возобновуваат манастирот, но биле протерани и манастирот останува 500 години во заборав. 1878 година во манастирот доаѓа монахот Калиникос или Свети Сава Козевит, се населува и започнува со возобновување на манастирот кој траело 1901 година. Во негово време се изградува и нова црква во чест на Пресвета Богородица и основа манастир каде што се собирале многу монаси кои сакале аскетски живот. Но е да напомнеме дека во периодот од 1950-1960 година тука се подвизувал и аскетот Свети Јован Јаков Хозевит од Романија. Неговото тело е пронајдено после 20 години нераспаднато и е сместено во кивот во манастирската црква на Богородица и пред неговите свети мошти се случуваат многу чуда. Манастирот посега преживел и живее денес преку молитвите на Пресвета Богородица и на Свети Јоаким и Јана, и во него, покрај моштите на Свети Георги Хозевит и Јован Чудотворец, се наоѓаат и моштите на современиот подвижник Свети Јаков Јован Романец. Постои костурница во која се сместени коските на многуте монаси кои биле убиени за време на персиските напади. Денес ова место е место на поклонение на верници од целиот свет, а меѓу малото братство со радост сакам да споменам дека се наоѓа и нашиот македонски монах, братот Благоја, иначе монашко име Макарije. Ни беше жал, бидејќи не можевме да се сретнеме со него, но дојдовме за време на Страстната седмица во тој период. Тој беше повлечен во скитовите. Јас од се срце посакувам неговите молитви да се упатени за сите поклоници и за нашиот македонски народ. Посетата на Хозевитскиот манастир не би била целосна ако не го доживеевме нашето присуство во пештерата во која престојувал свети пророк Илија. Минатото и сегашноста на дополнета со поучното слово на братот Драги го преполни нашето срце со благослов, благодет, кој ќе ги носиме за секогаш со нас и ќе бидат извор на просветление, секогаш кога ќе посакаме да се издигнеме над тегобите на животот кои секојдневно не оптеретуваат. Но би сакала и вие, кои не бевте со нас, да го слушнете поучното слово на братот Драги. Божи пророк нека слези ова над вас и да изборат овие 50 војници. Доаѓа втора група со 50 војници, тие така се однесуваат дрско и нив оган ги изгорува и на крајот третиот командант на тие 50 души кога доаѓа се свадлива со метања, вика прости, имаме наредба ако сакаш и така натаму на нај така скромен и смирен начин му кажуваат и тој тогаш излегва пред царот Ахав и му вели: слушај царе, до кога ќе куцаш на две стоиш места или Јахве е Бог на Израелот или е Вал. Ајде и замислете, го повикува на духовен двобој. Во смисла, вашата, твојата жена царицата Елзавелја храни 400 валови жреци, свештеници. Нека дојдат тие на гората Кармил, тие да принесат жртва, теле. Да се заколи, да се молиме на Бога и јас ќе принесам жртва. Чија жртва не ли е, туку Бог ќе ја запали од небото, значи тој Бог е вистински. Дале Вал, дале Јахве. И тогаш на гората Кармил одат и сега земат теле и тој му вика: вие сте побројни, прво вие направете молитва да не жртват, значи го колат
телето на жртвеникот го поставуваат и така натаму. И тие почнуваат да се молат и ништо не се случува, дошло пламнето, му вика, викајте мате, појќе се исмејува со нив. Вика, да не е заспан вашиот Бог. Тие уште поќе почнали да се бодат со ножеви, со копји, така натаму, со мечови, потоа се гледа која е позадината на нивните верувања преку некои сатанистички ритуали. И кога дошло времето на вечерната, кога во храмот Ерусалимски се принесува жртва, и тој му вика, дали мучи сега јас да се помогне. И му вели, еве мојата жртвени, еве мојата жртва, телето го кладат на дрвата на жртвеникот, и вели, ископајте ров околу жртвеникот, клајте вода на жртвата. Жртвата е на водената телето, водата лине се полни ровот. Уште еднакова 3 кофи. И вели ровот се наполни со вода. И тогаш кога секава кога се моли се Прокилија, Бог благослови, од небото слегува оган, и не само што жртвата целата ја спалува, неговата на Свети Прокилија, туку и целата вода што била во ровчето околу жртвеникот се исушува. И тоа целиот народ паѓа на горе и кажа, голем е Бог Израилев, голем е Јахве, голем е Бог Илиев. И тогаш Свети Прокилија наредува сите 400 жреци се погубени тука на гората Кармел, и тогаш тој оди се моли, и истото за некој сат по плането почнува прв пат дожд да паѓа во Израел по 3 години и 6 месеци. И тој моли царот, оди царот и водата ќе те стигне, дождот ќе те стигне. И тогаш царот се обраќа, убиена и царицата и така натаму, и таа се вота на еден најубав начин го завршила свој живот како што го живеела. И Свети Прокилија, како што спомна и братчето, потоа е земен жив на небото. Заедно со светиот старозаветни патриарх Енох, единствен е светиле кој што бил жив земен на небото. И тогаш кога имал свој ученик Елисеј, тој му вели, каде одиш ти, каде јас, Свети Прокилија му вика, оди таму нешто имам, овој вика, не, мојата душа нема да те напушти до крај. Тогаш му вика, барај од мене што сакаш. И Свети пророк Елисеј му вели, замислете, не бара ни слава, ни сила, ни богатство, вика, Духот Божи што е во тебе да биде двојно во мене. Тој вика, многу бараш, но ако ме видиш кога ќе видам земе на небото, ќе ти биде дадено. И тогаш, кога се качува Светилија, кожувот го фрла и Елисеј ги прима даровите од Духот Свети кај што има Свети Прокилија. Христос помни нас. Чакаме. Светилија сакаш да биде наш заклетник, заставник, како што е за нашиот народ досега, така да биде од сега. Амин. Негде сретнав една прекрасна порака која длабоко се всади во моето срце и сакам да ја споделам со вас. Се вели дека е добро за секоја личност без страх да ја посети светата земја, бидејќи со нашето присуство ние носиме мир и љубов, но и материјално ги помагаме, како семејствата, така и манастирите, бидејќи ние поклониците оставаме таму многу дарови, од кои они живеат. Во светата земја може навистина да се почувствува чудната енергија на нетрпеливост и омраза меѓу луѓето, бидејќи повеќето од луѓето ги негуваат историските предрасуди за омраза едни спрема други, поради разни видови јудејски облици на религиозност, разни христијански заедници и муслиманството. Но Ерусалим и светата земја треба да ги гледаме како патокас за мир, а не мерило за минатото. Затоа, со отворено срце, примете го Ерусалим и светата земја како извор за мир, љубов, примете ја Божјата љубов и светот ќе биде многу поубав за нас и за луѓето околу нас. Слава ти, Господи!